Добри ден во студио за господинот Петар Гошев, екс-гувернер на Народната банка. Одиме прво со случајот Богоевски, Слободан Богоевски имаше сведочење околу корупцијата во Маđар Телеком и поврзаноста со македонскиот Телеком. Сведоштвото беше во Њујорк. Неговото сведоштво говори дека 7,5 милиони евра биле земени во кеш во повеќе наврати од страна на албанските пријателите од Тетово, како што ги нарекува. 5 милиони, подоцна вели дека станува збор за Ахмети и за Џафери и за Касами, нивниот идеолошки татко. Вториот човек што земал, според Богоевски, е Бучковски, 2,5 милиони евра, 2,5 милиони евра, за кој подоцна Бучковски демантираше. Запознаели сте со оваа афера? Во тоа време вие сте 2005-2006 гувернер на Народната банка. Подоцна ќе зборуваме за тоа дека и вашето име е спомнато. Односно не е име, туку само како гувернер на 33-та страница. Не знаете за тоа? Не знам. Добро, но одиме прво со ова. Дали знаете за оваа мега корупција, мега скандал што се случил? Знам онолку колку што сум прочитал во медиумите. Добро. Не бевте воопшто запознаен за трансакциите? Не. Добро. Знам онолку колку што е објавено во медиумите. Ја знам постапката на Комисијата за хартија и вредност од Америка. Одамна е јасно дека таму има ујдурма. Одамна е јасно дека Телеком има подмитувано многу луѓе во Македонија. Одамна е јасно преку такви приватизации и преку такви монополизации и преку такви спреги на таа бизнес политичка олигархија. И криминална. Криминална, се разбира. Одамна е јасно дека доходот од Македонија се испумпува не со поточење, туку со реки. И тоа е еден од примерите што покажува какви се институциите. А институциите се екстрактивни. И какви луѓе ги водат, се разбира. И какви луѓе. И се разбира, не е чудна нашава невработеност, нашава сиромаштија. Затоа што реки пари се одлеваат во странски извори, но и во џеповите на пари политичките лидери. Одат во џеповите на политички бизнес лидери, кои што ги испумпуваат ресурсите од Македонија, си ги делат во рамките на нивната од интерес формирана групација. И така Македонија талка со години. И затоа не е случајно што еве утре 24-25 години, 25 од 90-та година, 24 од 91-та од референдумот за осамостојување, Македонија во тој целиот период има просечна стапка реална на бруто домашниот производ од само 1,25. Ако се сведе по глава на жител, тоа е уште помалку. И тоа е страотно ниско. Тоа е ужасно низок резултат, слаб резултат. Тоа е производ на ваквите политички институции, кои што пак произведуваат лоши економски институции. Значи имаме екстрактивни политички институции, кои што формираат екстрактивни економски институции. Тоа значи, ако го преведеме на нашки, институции за грабање на ресурсите на народот во тесна елита. И затоа во овие 25 години Гини коефициентот, например, што мери еднаквост, нееднаквост во општеството, се зголемил од 20 на 22 на 43-44. Тоа 43-44 е речиси еднакво со латиноамериканската нееднаквост. Со нееднаквоста што ја имаше Бразил пред 10 на 15 години, например. Со нееднаквоста која што е во Америка.
со нееднаквоста што ја имаат одредени афрички држави. Определени држави со лоша државна структура, со лошо управување Добро, во Азија. Значи, овој пример, Телеком, е само еден. Од, да, многуте. Ајде сега околу вашето име, зашто е спомнато, кажа веќе на 33-тата страница од сведочењето на Богоевски. Тој говори дека Нетфон, тоа била фирма преку која одела главно перењето пари, по налог, вели, на Народна банка, 4 до 4,6 милиони евра биле префрлени од македонскиот Телеком, значи до Нетфон, за консултантски услови. Потоцна тие се префрлаат во Кипар, значи еврата и доларите се конвертираат во, односно денарите се конвертираат во евра или долари. И како вика, затоа што гувернерот е во кругот на пријатели, без проблем се префрлаат. Секој гувернер во Македонија соработува со власта во Македонија, односно со владата, вели тој, владата на Македонија. Тоа значи дека вие сте знаеле за ова префрлање на пари. Ова глупост прв пат ја слушам. Вистина сум изненаден. Еве ова е листот каде што е подвлечено 33 милиони. 33-та страница. Не, ова е глупост. Ова е невидена глупост и целиот исказ Богоевски си го дискредитира со вакво непознавање. Во кој смисол непознавање? Па непознавање, Народна банка не дава налози да се префрлат пари. Народна банка е банка на банките, банка на државата. Компаниите своите плаќања ги вршат преку банките, државата ги врши преку Народна банка. Налог дава тој што има сметка. Сметка, налог може да даде државата, неизини пари, каде да бидат платени. И банката си врши плаќање исто така. Ќе ви оставам време да го прочитате, ќе... Не, немам што да го читам. Да, добро. Елементарна глупост. Добро. Но во кругот на пријатели може да бидат такви душкала кои што ја учествувале во посредување во корупција, како Богоевски. Во кругот на тие тој бил посредник во кругот на во кругот на такви корупција. На такви пријатели, не знам, Гошев не може да биде. Но дали е факт дека секој, вие се иземате, се разбира во случај, факт ли е дека секој гувернер всушност тесно соработувал со владата и безпоговорно ги слушал наредбите и инструкциите на било која власт? Па тоа ако тој поаѓа од сопствениот карактер, безпоговорно да извршува нечии задачи, може. Ама Гошев не вршал никому безпоговорно никакви задачи. Да. Ете, тоа е основното. Инаку има различни гувернери. Некои може би вршат безпоговорно налози на владата, а некои не вршат ништо безпоговорно, вршат само она што од нив бара службата, законот за Народна банка и законот за банките. Вие бевте ли запознаен со владата, дали во тој период имаше комуникација со вас? Не. Да ве запознае со целата таа трансакција? Нема зошто да ме запознае. Не. Ани и не се исплати мене да ме запознае. Со таква комбинација. Доколку бевте запознаен, што ќе сторевте? Само она што е моја надлежност. Моја надлежност не е да давам јас налози туги пари каде да се префрлаат. Ако налогот е во ред, тоа го проценува служба на Народна банка, инструментот за плаќање е во ред, тоа го извршува службата за плаќање. Дали ќе иницииравте некаква истрага ако слушнавте за ваква корупција? Ако било дали има моќ гувернерот во ваков случај да инициира? Гувернерот, него службата за платен промет во Народна банка, добро, ако забележи дека трансакцијата не може да се оствари, односно не е согласно законот,
да се изврши трансакцијата, тие нема да ја извршат трансакцијата. Ако е во согласност со законот, тие се должни да ја извршат трансакцијата. И толку е. За парите одговара тој чии пари се. Добро. Тие се пари на Народна банка. Да, да. Но добро да се пријави корупција, се разбира. Ако Без имало, разлика дали се ако или не имало индикации. Да. Јас овој случај го знам само од медиумите, печатот. како што ви реков. Само од Да. печатот. Добро, ајде сега околу заради тоа што ги споменав, Бучковски е еден од инволвираните, но сепак тој веќе не е на власт, но тука се Ахмети Џафери споменати. Сметате ли дека постојат такви информации, шпекулации, би ги нарекла, но сепак, да говориме сега за оваа власт, дека ако не успе тој специјален јавен обвинител кој ќе профункционира во Македонија, многу лесно може да отпочнат да се отворат истраги во странство. Една од истрагите се разбира се однесува на Маđar Телеком, но за оваа власт, значи, кога говориме за Груевски, за индициите кои ги има, Овој случај со и за Дуи во случајот Ахмети Џафери. овој случај со Маđar Телеком, со нашиот Телеком овде, тоа е одделен случај. Се разбира дека одделен, но Тоа е- говорам дали е во рамките не во на- рамките на истрагата на специјално, но на ако не специјалниот. му успее, тоа говорам, ако не му успее на овој јавен Но и овој обвинител, случај покажува дека институциите не функционираат. Овој случај во јавноста е многу одамна. Не, говорам за сегашните случаи. Имаме инволвираност на странски компании, да се сетиме на израелската компанија, на кинеската, на актор, например. Не има безброј корупцијски. Затоа велам дали е можно таму да се отворат истраги во странство, доколку е невозможно за специјалниот обвинител да ги отвори тука во Македонија. Па можно е, ако и таму има субјекти кои што можеле да бидат оштетени и таму има даночни органи кои што можат да проценат дали имало евазија, неплаќање даноци, дали регуларни биле трансакции и така натаму. И тие би треба да превземат сопствени мерки во рамките на нивните надлежности за нивни резиденти. Да. Дефинитивно. А овде во Република Македонија сите овие случаи, и Маđar Телеком, и Актор, и многу други, и се тоа што се случуваше што е идентификација, еден вид идентификација во материјалите, лентите со кои што се слушани одредени разговори и искажани учества на актери од власта во тие трансакции, тоа сето зборува дека нема ни една институција во Република Македонија што не е под контрола на Груевски и на помагачите на Груевски. Тоа покажува дека целиот систем, повеќе пати сме констатирале, е киднапиран, државата е киднапирана. Не постои држава всушност, не постојат институции, не постои контрола врз власта, не постојат инструменти за ограничување на власта. Во демократско општество, ако нема Контролен механизам за ограничување на моќта на власта, немате ништо, едноставно. Така што сето тоа зборува зошто всушност дојдено е до идеја да имаме ние некој специјален обвинител кој што ќе покрене истрага по определени прашања. И сега со оглед на, знаете дека преговорите се на климави нозе и тоа се покажа прилично експлицитно откако судот ги отврли како докази прислушкуваните материјали. И сметате ли и подоцна имаше експресна реакција од амбасадите, сметате ли странскиот фактор силно ќе го притисне Груевски и неговите луѓе? Не, јас само сакав така да биде и сакам така да биде, затоа што очигледно е дека нема доволно енергија во општеството да се справи самото со ваква узурпаторска власт. И бидејќи ги имаме заедничките регионално безбедносни прашања, аспирациите за членување во евроатлантските интеграции, европските, разбирлив е интересот
и на членките на НАТО и на Европската Унија, дека еден ентитет како Македонија, нов плюс е и во нивен интерес да биде со нив, и бидејќи тоа е и во наш интерес, дека тие од тие причини ќе згазнат подцврсто да помогнат во расчистувањето на оваа ситуација во Република Македонија. Македонија се ослободи од ваков режим кој што ја влече назад, произведува безбедносни ризици во земјата, произведува безбедносни ризици во регионот и ги ремети стратешките интереси на членките на НАТО и Европската Унија. Да. Сега, околу специјалниот... Меѓутоа не сум сигурен докаде тие се подготвени да ја притиснат педалата. Има прилично, да. Има дилеми и сомневања дека е тоа можно, ако знаеме дека во целиот процес на преговори сушност не учествуваат тешкаши од типот на Холбрук, например, или други, во случајот со рамковниот договор или Дејтон го споменав. И тоа ќе биде еден проблем кој сушност голема пречка за да се реализира некакво решение на преговорите. Сушност станува збор за експертска екипа, но не за тешкаши кои би притиснале, кои би силно би влијаеле да има решение. Добро, таа експертска екипа е испратена од некого. Од луѓе кои што ги носат одлуките во нивните земји, во Европската Унија. Значи, предпоставка е логична тие тешкаши дека стојат за тоа. Ако одлучиле да вистина да се разреши случајот наречен Македонија, ние сме веќе случај, регионален, европски, тогаш тие ќе го зголемуваат нивото на инволвирани, ако почувствуваат дека има потреба за тоа, и ако решиле да ја остварат целта што ние ја посакуваме, што е во интерес на демократската јавност на Македонија. Но, како сега се одвиваат работите, понекогаш имам впечаток дека сакаат да се расчисти ситуацијата, по некој пат мислам дека премногу играат на картата на компромисот, премногу отстапки им се прават на овие гангстери што ја узурпирале Република Македонија. И од тој аспект често пати не сум задоволен и од самите себе си како демократска јавност и од нивната вклученост, затоа што агонијата продолжува. Аде околу агонијата, специјалниот јавен обвинител, ако знаеме дека работи во услови на тотална партизираност, во тотален притисок кон судството и кон полицијата, тогаш некои прилично оптимисти, а на некои аналитичари велат дека со оглед на тоа што ќе постои притисок на јавноста кон судството, кон судиите всушност, да не говориме за институциите, кои говориме за суди, тие се со име и презиме, согласно тој притисок на јавноста, тие ќе почнат да делуваат, да действуваат прилично објективно. И сега ова циниците би рекле дека е приказна за политички наивни луѓе кои не знаат како функционира политиката. Сметате ли дека во притисокот на јавноста ќе биде одлучувачки и судиите преку ноќ ќе бидат принудени да сменат свеста, сопствената свест, до вчера биле покорни кон власта? Судиите, бидејќи добар дел од нив се во служба не на раздавањето на правдата, туку во раздавањето на соседните услуги, на богатството на македонскиот народ, на граните на Република Македонија, да се трансферира во џеповите на оваа мала елита, тие нема да го променат своето однесување ако не почувствуваат овие што се ставени во служба на врхушката, нема да го променат своето однесување
ако не почувствуваат дека овие се готови. Паѓаат. Ако чувствуваат дека овие ќе останат на власт, ако имате проценка таа, тие ќе продолжат да им служат. Тие што досега им служиле. Но добро, че имат на 20 октомври и тука нема да има промена. Нова влада. Се плашат ли од Груевски? Дефинитивно се плашат. Да, најмногу од Груевски предпоставувам, заради тоа што тој е символот на владење. Се разбира дека се плашат. Да. Но тие се плашат и од своите постапки. Бидејќи многумина се можеби купени. Со разни синекури. Едно е што некои од нив се купени со тоа што незаслужено добиле места. Немаат квалификации, немаат квалитет, немаат историја за местото до каде што стигнале. Видовме како по телефон се договараат да. кому што да му поделат и да. кој одлучува за тоа. Да. Но некои од нив можеби имаат пари земено. Можеби имаат плацеви земено. Можеби други недвижнини имаат земено како награда за послушноста од овие кои што го раздаваат имотот на Република Македонија. А бидејќи раздавачите имаат докази за раздаденото, тогаш ваков вид на суди кои што влегле во такви сделки, во такви односи, во таква спрега, не можат да направат чекор назад, одстапка. Затоа што ќе бидат обелоденети сега од оној што ги ставил во својот джеп. Значи, ситуацијата ќе се промени ако тие чувствуваат дефинитивно дека овие губат, повеќе за оние другите што не влегле во директни корупцијски односи со власта, тие предпоставувам не се малку, само стравот. Но молчат низ целиот овој период. И отсутството на доволно доблес да реагираат, ги тера така да се однесуваат како што се однесуваат. Значи, тоа е едното прашање. А другото прашање е демократската јавност во Македонија. Овој притисок е недоволен. Анализата на сите политички револуции во светот покажала дека ако политичката промена ја прави една елита, тесна, заменувајќи друга елита, најчесто таа што доаѓа го продолжува со различни форми на промени, истото што го правила претходната. Не се расширил плурализмот, не се расширила политичката моќ во општеството и имате божемна демократија без плурализам. И без учество на граѓаните. А тоа не е доволно за демократско и правично општество, за владење на правото. Не е доволно да имате избори, да имате некаков парламент. Тоа не е доволно воопшто. Битно е политичката моќ, дисперзијата на политичката моќ. Каква е во општеството? Каква е граѓанското општество? Каква е контролата која што од тука може да стигне врз однесувањето на власт? Во овој момент, тоа е недоволно во Република Македонија. Овие исто луѓе во институциите кои што им служат на овие неколку луѓе во Република Македонија, ако тоа исто така не го почувствуваат, дека има сила, доаѓа река, доаѓа порој, кој што може да ги однесе нив, а тој порој треба да биде демократската јавност, големи притисоци преку улица, големи притисоци се потребни преку улица, затоа што институциите се блокирани. Ако тоа сето тие не го почувствуваат, тие ќе продолжат да им служат на овие. И бидејќи тоа не е доволно, логично се појави овој механизам за ограничување на однесувањето на власта, така наречен меѓународен фактор. И сега прашањето, колку тој фактор во спрега со овој домашен демократски фактор ќе одат во иста насока, со ист интензитет на желба
да дојде до промена во Република Македонија. Каква што е ситуацијата? Груевски не смее да оди на избори ако сме трошка нормална држава. Он лично не смее да оди. Да. Пред изборите во април, ако се одржат, тој не сме, неговите случаи треба да бидат процесуирани во судот. Да, да. Единствено е тоа што логично, што ситуацијата бара, што една нормална држава треба да го направи. Ако тој го прескокне тој период и на изборите се случи да добие повторно повеќе, заради тоа што имаме узурпација на медиумите, имаме труење на јавноста, секојдневно труење, имаме секојдневно политичко подметување, кое што после 2 јуни и 15 јули не е намалено. Драматично е зголемено. Репресијата после 2 јуни, после 15 е зголемена во општеството, не е намалена. Најбруталните претепувања на одредени личности, новинари, се случија после тој период. Да. Значи, овој монструм не коригира ништо од своето поведение. Напротив, тој ги зголемува репресивните методи. Добри, во такви услови, која е улогата, кои чекори треба да ги преземе заед? Вие споменавте неопходноста од инволвираност на граѓанското општество и прилично разочарувачки делуваше тоа таа нивна спрега, таа нивна коалиција кога објавија дека е раскината. Говорам за граѓаните за Македонија, каде што се кажа дека СДСМ излегува од таа коалиција. Постојат други форми за... Од она што можам да прочитам, што се подготвува, какви аспирации се наговестуваат, не ми изгледа работата дека оди во добар правец. Груевски нема да се сруши, ако странците не решат да го направат тоа, преку овој процес. И тој нема да се сруши ако целокупната демократска јавност не се обедини. Ако демократската јавност се разлее по повеќе блокови, со повеќе аспирации на определени луѓе да станат во моментот политички личности, лидери на определени партии, групации и така нато. Ако тоа не се собере се заедно со единствената поголема партија во опозиција, која што има за цел традиционално гласачко тело. Тие инсистираат, постојано невладините инсистираат да не бидат ставени во кош со партија, односно со СДСМ. Па не, тоа е во ред, се разбира. Тоа е во ред. Граѓански организации се граѓански организации, да, политички партии се политички поред. Да. Но овде граѓанските организации и опозиционите политички партии, вистинските, не сателитските, имаат очигледно конвергенција на интересот, на целта. Таа целта треба да се собори Груевски. Тие, за да ја постигнат таа цел, и сите ние, еве и јас на одреден начин учествувам во тоа со мој ангажман, како што го правам, мора да се работуваат. И мора да имаат платформа за соработка. Ако едните се граѓански организации, другите се политички партии, кои што на сите тие им пречи овој режим, овој деспотски режим, овој автократски режим. И сега не ги разбирам тие теоретски или дискусии. Што е тоа? Што е тоа? Таа граѓанска организација, која што смета дека во моментот други политички партии се движат во правец во кој што тие сакат да се движи општеството, а ништо да изгуби ако се работува со политичка партија за остварување и на нејзината цел. Да. Заради тоа што тоа е заедничка. Зато тоа е заедничка цел. А потоа, ако таа политичка партија
не работи. Не ги испорача очекувањата и ветувањата. Граѓанската организација ќе продолжи да атакува исто како оваа претходната Што е организација. сушност и нивна задача? И тоа е нормално. Да. Но на овој начин, навистина, мислам дека се подготвува разслојување и тука нема да биде едната страна крива, ако до тоа дојде, ќе биде и социјалдемократскиот сојуз виновен и ќе бидат исто некои нереални апетити на луѓе во другите сектори, Да. кои што не процениле на каков начин навистина може да си оде овој монструм. Добро, и постојат информации дека заради тоа што е прекратко време до изборите, всушност е невозможно и да се организираат тие избори, да профункционира специјалниот јавен обвинител. Постојат некои информации дека ќе се обиде опозицијата да ги одложи изборите на овој или на оној начин, се разбира. Сега ние можевме да зборуваме до заклучувањето на договорот, што требало, што не морало да биде вака, Да. што можело поинаку, дали можело да биде поинаку тоа. Но сега откако е направен тој договор, Но тој не е врижан во камен, тој не е Библија, тој може да не се во ред. менува. Меѓутоа потписниците на договорот треба да се придржуваат до она што го договориле. Иако целата работа мене воопшто не ми се допаѓа. Тоа е повторно изместено демократско општество. Тоа повторно не е плуралистичко општество. Тоа не говори за плуралистичко општество. Затоа што лидери на 2-3 партии разговараат зад завесата. Што разговараат? Се договараат како да се договорат, како да ги решат, да го решат функционирањето на институциите, а целокупната јавност ја нема во тоа. Или ќе ги кажат на крајот што се договорили. Значи јавноста повторно не учествува во дебатата за тоа што е најдобро. Демократската јавност не учествува во тоа. Тоа повторно не говори за добра перспектива. Тоа говори за продолжување на модел. Овие ќе си одат, ќе дојдеме ние. За таков тип на Стравувате дека тоа модел се зборува. дека тоа се случило со Тоа зборува за формално демократско општество. Било кој да е, СДСМ, трета партија, либерално-демократска партија и така натаму. Да. Ако не се ослободени механизмите за контрола на оние што ќе бидат во власт, механизмите што го ограничуваат поведението на власта, механизмите кои што произведуваат плурализам во дистрибуцијата на моќта во општеството, нема да има демократско општество. Затоа што многу луѓе ќе ве изненадат. Прво мислите се дека се демократи, дека се честни луѓе, но кога ќе се најдат без ограничувања, без Секоја, апсолутна власт корумпира. Да. вие Секоја власт корумпира, можете да се апсолутната запрепастите и да корумпира. видите што Да. се случило со тие луѓе. Да. Значи, од тој аспект не ми се допаѓа овој тип на решавање, договарање на кризата. Мислам дека во најмал рака требаше да бидат вклучени повеќе граѓански организации преку СДСМ. Заедно, да бидат инволвирани. Мислите на масата да На масата. да бидат? Да, на тоа мислите. Мислам дека требаше да бидат на масата. Да. Затоа што некои го заработија тоа. Пролетта оваа година, есента и пролетта оваа година. Го заработеа со својата упорност, со својата храброст. Импонираа одредени граѓански организации, луѓе што ги водат тие граѓански организации, и импонираа, произведуваа восхит определени една група на новинари, кои што жестоко се борат целиот овој период, за разлика од добар дел кој што дреме или се прилагодува на желбите на газдите и напротив, дури ја пречекорува таа граница, самоиницијативно се креативни во деструкцијата на граѓанското и демократското општество. Добро, Газдите им велат извадете му едно око, тие за да се докажат му вадат две очи на противникот на газдата. и му ги кршат колената, така натаму така.
Добро, значи што би го посоветувале вие заев? Предпоставам дека немате директна комуникација во смисол да бидете ангажиран во СДСМ. Па, мојот Дали став во е- овој период да... Мојот став не е, јас не сум советник на Заев, не е, ги соопштувам јавно. Кому му се допаѓаат, може да земе од тоа нешто, кому не му се допаѓаат. Но барем во овие преговори може да ги фрли, да. може да ги фрли во коропа. Тој процес е сега почна така и веројатно тој така ќе заврши, не знам што може да се коригира во тек. Но во секој случај не до социјалдемократски, до сите луѓе што сакаат Груевски да замине, а што немаат за таа јавна манифестација идеја, и јас сакам да се позиционирам, да ја искористам ситуацијата, туку кој што има чиста идеја дека Груевски треба да замине сега. Тие сите треба да размислат и сите да се обединат. Значи, да не солираат. Ние имавме есента и пролетва, може би за прв пат, еден вид политичка револуција, со недоволен интензитет, но нешто што личеше на вистинска политичка револуција во Македонија. За прв пат, така. Таа, покрај тоа што импонираше прекрасно, покажуваше манифестација на зрелост на повеќе сегменти од општеството, за собствената позиција на сите тие и за ситуацијата која што е во општеството. За жал имаше многу разлевање непотребно на сили, трошење, кои што не можеа да постигнат поголем ефект. Еден ден штрајкуваа, протестираа, различни хонорарци, невладини, друг ден студентите, засегнати новини, трет ден студенти, четврт ден, не знам, репресирани или обесправени албанци и така да ги натаму. обедини СДСМ со големиот Потоа митинг. се деси собирањето на големиот митинг, но тоа разлевање на енергијата поединечна ги празнеше луѓето. И на крајот, кога собирањето беше, кулминацијата не беше таа која што можеше да биде. Собирањето мораше да биде врз основа на сите тие манифестации многу поголема. Енергијата мораше да биде многу поголема, бројот на луѓе мораше да биде многу поголем, независно од тоа што имаше многу луѓе. Јас бев на тоа собирање, видов на лице место кои луѓе, какви луѓе има и колку има, но со оглед на сите криминали, на целиот овој деспотизам, на сета ова узурпација на уставот, на државните институции, мораше да има двојно повеќе, тројно повеќе луѓе. Така може да падне една власт. И англиската славна револуција, погледнете, и француската револуција, и американската, и сите, ќе видите дека треба многу луѓе, а ние сме, за жал, во 21. век, втората декада ја минуваме. Не може за тоа, разлика од земји кои не пред може да 2-3 оди, века не може без голема снага. Добро, јас ви благодарам што бевте гости. Благодарам на поканата.